Здраво, муси! Денеска рековме и по ваше барање да сме го спремиле првиот начин или и останатите начини во живо. Па ви реков малце се стрпите, дека брзо ќе иде. Оваа група е само за овие работи. Во моментов ќе припремаме свински врат, кременадла и диво месо. Почнуваме од свинскиот врат. Употребуваме зачин, блак, мешан, кој што накнадо ќе ви го опишам што е. Прво нешто што ќе направиме, ќе го зачиниме свинскиот врат, запакуваме, па идеме на кременадлата. Тоа вака иде. Претходно беше убаво измиен и избришан со книжна салфетка, колку што можеме, да нема вода на него, така што сами гледате дека е убаво избришано парчето. Поставаме во самата тепсија, колку што можеме го ваљаме. Убаво премачуваме и масираме. Со самото масирање, самиот зачин си навлегува во месото и после тоа самото месо си го поприма зачинот и станува многу подобро, него само да го насолиме или да го нафрлиме на него. Како би изгледало. Отприлика тоа е на свинскиот врат. Следно парче кој ќе го припремиме е кременадлата. Тоа е прекрасно парче, исто така премиено, пребришано од водата и сега така речи си суво. Истото го ставаме во истата структура на зачин и повторно употребуваме истиот зачин, го употребуваме. Ова е зачин блак, значи нема љута жица, него е блага жица на зачинот и употребивме благи зачини употребивме. Истото го правиме и на него. Значи убаво триење, масирање на месото, за да самиот зачин влезе во него. И да биде многу подобро, него само да го вака натуриме и вака оставиме. Еве. Гледате колку едноставно, само треба да бидеме креативни во зачините. За зачините можете слободно со мене да контактирате, пошто доста долго време самиот зачин го испитувам, кој со кого одговара и како одговара. Не дека премногу знам, меѓутоа доста време посветив на зачинот. Вака се. Може да ја трнеме даската дрвена, да ја потреме тука, да ослободиме место
за парчето од диво месо, кое што ќе го роловаме. А сега може да видите сами како изгледа. Ова е парче од диво месо, средено, преден бут. Значи, како што ви кажав и претходно, и за обичниот ролат, и за сега и за овој ролат, многу е битно ролувањето. Секогаш кој ќе го роловате, треба да стегате. Да стегате, да не оставате многу простор. Ако е вака растресено, меѓутоа финишот ќе си го каже своето. Еве, сами гледате, веќе ролатот е формиран. Меѓутоа, овој пат, за овој ролат, користиме људ зачин. Тоа вака би изгледало. Зимаме друг сад. Пак повторно малце истураме. Пажливо го фаќаме ролатот. Ставаме по садот. Сето тоа убаво натискаме и нормално од самиот зачин врз него ставаме. Убаво. И истото парче го мачкаме и го масираме. Убаво. За зачинот да фати секаде. Сега може полека пажливо да го свртиме. Сами гледате како изгледа сето тоа. Повторно го вртиме. Сега му ставаме нова текстура на зачин, исто људ, меѓутоа видите го каков е. Овој малце поситен. Со ова му е ставаме фактички една кошулка на самото место, на самиот ролат. И ролатот изгледа овака. Нормално ги измиеме малце рацете од самиот зачин. За да спремиме, ќе почнеме прво од дивот. И треба малце хартија. Се разбира да избришеме работната маса. За да поставиме газата, во која што ќе биде самиот ролат завиткан. Зиеме парче газа предходно спремена.
во врска со ова парче ја разапнуваме. Нормално. Еве. Да не се буните. 5, 2, 3, 1 слој, нека биде оваа дебелина. Еве, гледате сами. Со самото виткање добивате 3 слоја сигурно. Од тука, парчето, ролат, го зимаме. Полека, пажливо, да не се растори. И самото парче, полека, пажливо, се става на газата. Без разлика ова. Што иде зачинот лево-десно. Сега можеме да почнеме со виткање на самото парче. Како го виткаме, така повторно стегаме. Стегаме колку што можеме. Добиваме 2 празни краја. И сега почнуваме со самото виткање. Еве го, видите, го формираме парчето. Видите, чиме формираме парчето? Се зима стега една. Почнуваме од првиот дел. Колку што можеме, максимум. Так, стегање, толку. Почнуваме малце да го обтегнеме, да го набиеме. Враќаме назад. Стегаме колку што можеме одека. Стегаме колку што можеме. Дијаме повторно една стега. Повторно стегаме. Јас секогаш практикувам да ми видат рамни сите овие делови, према мене вака да делуваат. Така да следна стега идеме, прва стега. Втора стега. Така полека го формираме парчето за зрејење. Така да, прилика, изгледало вака. Меѓутоа, да не бидат крајовите толку дугачки, можеме нормално, со ножици. Оп. Тоа е. Идеме другото. Так. Идеме следна стега, не до крај. Не до крај. За да можеме да престегаме. Оставаме по еден дел кај што ќе треба да престегаме, го престегаме. Ова е диво месо,
свинско, кое на оваа дата го правиме и ќе чека 45 ден да го пробаме. Идеме на следно парче. Исто така, газа, отвараме. Зимаме второ парче. Кременадла. Повторно. Превиткуваме во газа. Како го превиткуваме, така постегајте. Идеме, вака, вака. Повторно го фаќаме, двете страни вака, како бомбонче. Сами гледате дека поише стега и се обтегнува газата. Почнуваме со првата газа, со првата стега, извинете, како претходното, стегано, усмерено. Идеме втора стега, крајна. Сега може да почнеме да го редиме со стеги и ради форма и ради процес. Клипче малце подугачко ќе трае. Може некој ќе сака да го гледа, може некој нема сака да го гледа. Меѓутоа самите баравте. Процесот иде со снимка. Јас се потрудив. Може не сум долго стручен, сето да ви го презентирам. Меѓутоа голема желба и голем кејф. Ова бајаки дугачко парче, многу стеги ми отидоа. Нема врска. Иде многу ракија, многу вино, многу пиво. Крајот ќе си го каже своето. Некој кажува стегите пукале, кинеле, па ниједна до сега не ми пукна. Врзав 2.30, ниједна не пукна. Еве го. И второто, повторно, исто да го правиме. Ножици, кревите, се кинат вишакот, се фрла. Исто стегите, не до крај. Да има простор да можеме да маневрираме. Да маневрираме, значи да можеме, кој ќе калира месото, само да можеме да го нормално пристегаме, како што кажавме.
Сега го спремивме и второто парче. Еве, погледнете како личи, како изгледа. Идеме на третото парче. Третото парче е свински врат од домашна свиња. Како и да е, прекрасно парче и многу убаво парче. Последна газа взимаме. Исто ја местиме, чекај мал само вака да не ни смета нешто. Може ги поместиме малце. Взимаме парчето. Последно. Ова е свински врат. Кој исто ќе го спакуваме како и претходните. Почнуваме со натискање. И со ставање на стегите, прва и втора. Може малце само да го намиеме. Повторно стегнеме и нормално последната стега од кревите. Идеме на следните стеги. Последните. За последното парче. Еве. И последната стега на последното парче. А здрави и живи после 45 дена ќе видиме од овие парчиња што ќе излезе. Значи повторно ножицата помало кратење, не ги кратете до крај. Значи не ги кратете до крај. Треба да имате захват кај што ќе ги стегат, кај што ќе го стегате парчето. Инаку накај треба клешти да употребувате, вака имате, еве го. И так ставате и не е проблем. Нормално. И кревите. Еве го. И третото парче. Наједноставно ќе ви кажам. Изведени се во моментот и организирав да направиме 3 парчиња на месо. 2 од домашна
едно парче од дива свиња. Затоа го снимавме зреено месо.mk, да ни биде на нас сите интересно, занимливо и овој момент на криза да го пребродиме со доста интересни работи, дружби и креации околу месото. Фала ви многу.